на распоред да биде денеска тука со нас, за жал е болен и не можеше да дојде, но тие двајцата праќаат своји поздрави и се молат за благословите на оваа богослужба и на сите нас кои заедно денеска ќе го славиме Бога како Татко, Син и Свети Дух. Така што ќе ја почнеме оваа богослужба со песната број 221.
даш ми други, не пропуштај ме. Ќе ве замолам да сите заедно станеме и да се помолиме. Небесен Татко, приоѓаме кон Тебе, создадени и ограничени, грешни, но оправдани, преку Твојот Син, Исус Христос. И преку Него и во Неговото име, ја собираме целата храброст и така поттикнати од нашиот учител, велиме простини, денеска сакаме да го видиме Твоето лице. Сакаме средба со Тебе во помазанието и силата на Светиот Дух. И Ти, Боже, смилувај ни се. Смилувај се на секој од нас. Дојди, биди присутен. Не само во оваа просторија, туку во срцата на секој од нас, поединечно и на сите заедно како црква. И јас те молам, погледни во секое капче на нашиот ум, на нашата душа, на нашето срце, на нашето тело и осветли се што е темно. Исчисти се што е нечисто, тргни секаква пајажина и просветли ни ја нашата совест. Така што така осветени од Тебе да можеме да Ти служиме верно додека сме на оваа земја. Во името на Исус Христос те молам, Боже, услишај не. Амин. Додека вака стоиме, ќе го молам да останеме стоејки и ги прочитаме стиховите кои се предвидени за за денеска, за ова проповед, потоа ќе преидеме, ќе седнете и ќе испееме уште една песна. Читам од Евангелието според Јован, од 21 глава, од 19 стих па натаму. А ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Бог, и штом го кажа тоа му рече: врви по мене. А Петар, кога се заврте, виде дека по него оди оној кого Исус посебно го сакаше и кој на вечерата се беше навалил на градите негови и прашуваше: Господи, кој ќе те предаде? Штом го виде Петар него, му рече на Исус: Господи, а овој пак, зошто? Исус му рече: ако сакам тој да остане додека да дојдам, тебе што ти е? Ти први помене. И се пренесе овој збор меѓу браќата дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку ако сакам тој да остане додека дојдам, тебе што ти е? Тој е ученикот кој сведочи за овие нешта и кој го напиша ова. И знаеме дека сведоштвото негово е вистинско. Амин. Повелете, седнете и испееме уште една песна. Јас со очилата морам да видам број 172. Isus, večera odojdete. Esta se razglasi, da se slušne всите страни. Простува на грешни
Mali, poslušajte, i koji neće otvrlen, dojte. Neka vesna se razglasi, da se slušne всите страни. Бог им простува на грешни, дойдете. Доаѓање на нога пристапете. Исус лекува и храни, дойдете. Веста се разгласи, да се слушне всите страни. Бог им простува на грешни, дойдете. По своја милост ни прифатете. Водом вечни да ме прими, дойдете. Веста се разгласи, да се слушне всите страни. Бог им простува на грешни, дойдете. Како и авторот на оваа песна, што туку ја пеевме, целото свето писмо не поканува да дојдеме. И како што и овој текст го прочитав денеска во последното поглавие од Евангелието според Јован, Исус не само што вели во множина дојдете, туку се обраќа на секој од нас поединечно и ни вели врви по мен. Така почна неговата јавна служба, почнува со тоа што на неколкумина од неговите ученици им кажува врви по мен. И тие оставаат се зад себе и тргнуваат по него. Оставаат мрежите за ловење риба, нивните чамци, оставаат менувачници и цариници и го следат Исус. Но ете, тоа е почетокот. Тоа е почетокот, така да кажеме, на Исусовата јавна служба и поука. Истовремено, во последното Евангелие, во последното поглавие, ја имаме уште еднаш ова порака потврдена. До Петар, но таа истовремено е до секој од нас. Врви по мене. И малку претходно, и затоа јас решив, наместо да ја фатам само целината од 20-тиот стих, каде што
почнува приказната за Петар и за Јован, го вклучив и овој 19 стих во кој што му вели врви по мене. Затоа што пред да каже врви по мене му вика, а ова го кажа, го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Петар Бога. Прво на Петар има една тешка сцена во претходното поглавје. Тешката сцена е описот на ситуациите и на претходните стихови. Тешката сцена е местото во кое што Исус го прашува Петар, Петре, сине Јонин, дали ме сакаш? Дали ме љубиш? Петар одговара 2 пати, те сакам, и на крај Исус го поставува истото прашање. Вика, Петар, сине Јонин, Симоне, дали ме љубиш? И тоа е интересно да се види во тој оригинален јазик, затоа што Исус 2 пати користи еден збор за љубов. Тој многу познат збор, кој сите го знаеме тука, дори да го спомнам, агапе. Онаа безусловна Божја љубов. За на крај да употреби еден друг збор. Филео, од кај што доаѓа зборот за онаа по-пријателска семејна љубов. И дури на тој трет пат, Петар му одговара со солзи во очите, ти знаеш, Христе, дека јас те сакам. И во тој контекст, Исус му вика, додека си сега во овие години, одиш каде сакаш, правиш што сакаш, но еден ден ќе дојде кога нема ти да правиш што сакаш и ќе одиш таму каде што можеби и не посакуваш. И вели, а ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Петар Бога. Тука е, значи, така да кажеме, контекстот на оваа мала мини приказна пред да заврши Евангелието според Јован. На Петар му е дадена јасна слика. 3 пати се откажа од Христос во една вечер, 3 пати требаше да каже тука дали го љуби вистински, дали стварно решил да го следи. И дури после овие епизоди, Исус му вика уште еднаш на Петар, врви по мене. И овој текст го поставува прашањето за Божиот повик не само кон Петар, туку ово текст и овој контекст не поставува секој од нас заедно како црква и секој од нас поединечно како членови на тоа Христово тело да размислуваме за нашиот повик. А нашиот повик на оваа земја трае додека дишеме. Нема пензионирање од Божиот повик. Тој повик е валиден додека сме живи на оваа земја. Секогаш мора да се разбере овој повик, секогаш мора да се прифати овој повик и секогаш мора да се исполни овој повик соодветно со она што Бог го бара од нас. И тоа во понизно прифаќање на Божјата волја. И сега јас верувам дека не од мене почнувајќи, не постои човек во оваа просторија и верувам дека не постои човек што е денеска на богослужба, каде било, не само во Македонија, кој не би рекол и не би кlimнал со главата дека тоа е така, нели? Ајде да видам дали се согласувате со мене. Верувам дека е така. Секој од нас ќе каже да, така е. Меѓутоа, конците не се мрсат кога ќе влеземе во деталите. Тогаш малку ни станува понејасно или пак за жал, јас лично почнувам од себе, како моје лично ова искуство, за жал и баш не икеме да ги видиме тие работи. Не икеме кај нас, ама сакаме да ги видиме кај другите. Се знаеме за повикот на другите и како треба и што треба, ама не ни е баш најјасно како и што треба за нашиот повик. И јас верувам дека ова е прекрасна илустрација која Христос ни ја остава како Господ во таа динамика на соодносот меѓу него и Петар, а индиректно е тука вклучен и ученикот кој ја запишува ова средба. И тоа средбата е, значи, меѓу Исус, како централна фигура, како носител на дејството, Петар, кој интересно Исус тука го нарекува
Симоне. Му го враќа, условно да кажеме, му го враќа старото име. Зошто? Бидејќи сака да го потсети. Како се до тоа тргна. Замислите, тоа би било нешто слично, како кога Авраам го доби името Авраам, Бог да се врати на него и да му каже Аврам. Бидејќи и на Авраам името му беше сменето. Од татко на еден народ до татко на многу народ. Ова е нешто многу слично. Како да му е враќаат промоцијата назад. Но има уште еден лик овде вклучен. А тоа е ликот на Јован. Уште од најраните денови на службата на Исус Христос, кога Исус ги повикува 12 ученици, се поставува едно прашање кое што е исто така многу познато и многу популарно. Не морам да ве воведувам во тоа прашање, а тоа е прашањето на учениците си поставуваат прашање кој е прв меѓу нив. Така, нели? И тоа е веќе појавено во вид на ривалство. Петар добива неколку пати, Петар се покажува како човек кој може би избрзува, ама некогаш и покажува очигледна храброст и желба да го следи Христос наспроти овие други ученици, но на едно место и Јован и Јаков, неговиот брат, се вклучени во прашањето на нивната мајка, дали може овие двајца да седат лево и десно од тебе. Значи, гледаме едно ривалство кое се создава речиси од самите почетоци на службата на Исус Христос и неговиот повик на неговите ученици. А во овој текст се работи за Петар и за Јован. Двајцата се дел од најтесниот круг на учениците. Кога и да е Исус избрал потесен круг надвор од 12-те, секогаш се Петар и Јован вклучени во тој круг. Дали е тоа било на гората на Преображение и на неколку други места, тие двајцата се секогаш дел од најтесниот круг на Христовото заедништво. Но истовремено гледаме, уште од самите почетоци, Христос ги поканува да му бидат ученици. Но специфичниот повик за едниот и за другиот ќе бидат различни. Иако и двата повика се клучни за мисијата на црквата. И тие се различни. И овде не станува збор за тоа кој е прв, кој е втор, кој е трети, кој е последен. Туку од ова што го читаме и тоа што го гледаме, се донесува заклучок дека на Петар му е предвидено мачеништво, а на Јован не. И сега, во овој миг, ова е многу интересно да го знаеме, бидејќи кога ова Јован го пишува, не се знае каква ќе им биде крајот на ниеден од учениците. А јас пак да ве подсетам дека сите ученици завршиле маченички и иако можеби Јован не бил убиен маченички, бил затворен и страдал, и тоа тешко. Некогаш е полесно да те убијат за еден ден, отколку многу долго време да страдаш жив во тешки околности. Така што дури и прашањето на мачеништво на крајот на криштата од наша страна, кога ние знаеме што се случило, гледаме дека и ова е определен избрзан заклучок. Да, Петар ќе заврши како маченик, ама ќе завршат и другите 11 ученици како маченици. Чи не станува збор за тоа. Прашањето е нешто друго. Прашањето е конкретниот, директен повик во животот и на едниот и на другиот. А зошто сме тука ние во овој текст, не е да размислуваме за судбината и на едниот и на другиот ученик, туку да си го поставиме истото прашање или пак да размислиме за истото прашање кое го поставува Петар и потоа исто Христос, како што често знае да направи, одговара со против прашање. И ќе видиме како тоа се одвива. Така на прашањето за на Петар за Јован, Петар се врти на кај Христос и му вика: Господи, овој, зошто? Та нели сме сите во истиот кош? Што би бил овој малку поразличен?
И Исус му одговара со контра прашање. А што ти е тебе тоа? А зошто тоа тебе толку многу те засега? Или со други зборови, Исус му поставува прашање на Петар и му вика: зошто тебе би те засегнал Божиот план за Јован? Ти посвети се да го исполниш она што е испланирано за тебе. Ако ние се посветиме целосно, неподвоено, без никакви дилеми, сесртно, на исполнување на планот што Бог ни го објавува на нас и неговата волја, ние нема да имаме време да се мешаме во туги манџи. Секој ќе си ја готви својата. Замислите готвачките што седат едно до друго на куќи на некои 5 метри и мириса: Перса што готви таму? Да не загорело нешто кај Перса? Ставила ли сол колку што треба? Не е тоа поентата. Ти погледни во твоето тенџере и гледај што правиш. И ако се фокусираш на тоа, тогаш Божиот повик за твојот живот, храната која Бог ќе ја подготвува преку тебе, да ја свена малку метафората, преку манџата, ќе биде навистина благослов. На слава на Бога, така се молиме. Јас така пораснав како мал, од мојата баба и понатаму моето семејство. Кога се молевме за храната, велевме: благослови оваа храна, како? За слава на твоето име, за наша полза. Токму така. Бидејќи и ние сме повикани да бидеме храна која Бог сака да ја сподели со светот. Но каква? Или ние сме повикани, со други зборови, да го исполниме целосно Божиот повик во нашиот живот. И овој приказ на заклучните зборови меѓу Исус и Петар во Евангелието според Јован е ненадминлива и секогаш тековна поука. Тоа е ненадминливо нешто. Токму така, Исус Христос е толку ненадминлив токму затоа што до денешен ден некои навидум наедноставни приказни се раскажуваат со истата возбуда како што и кога прв пат биле раскажани. А ова е тема за човештвото кое постојано паѓа. И тоа е пресудно за градењето на црквата, но и на која било заедница. Прашањето не е дали сме грешни, тоа е констатација. Тоа се факти. И од нив не може никој од нас да побегне. Не можеме да побегнеме. Прашањето не е дури ни дали сме малку подобри или полоши од некој друг. Прашањето е колку сме спремни без никаков компромис да дозволиме Бог да ги корне и да ги чисти сите оние валканици кои се наоѓаат во нашиот ум, во нашата душа, во нашите срца и во нашите тела. Прашањето е колку се плеви, колку се чисти, а трева цело време ќе расте. Земјоделски крај сме, тоа го знаеме. Колку сме подготвени на таква постојана борба. И тоа е всушност факт, почнувајќи од поединецот, од семејството, од црквата, од севкупното општество. Како сме ние посветени на тој повик? И сега, јас мислам дека тука доаѓа една од главните поенти, што исто така Евангелието или Исус преку своите зборови сака да им ја даде на учениците, на Петар, на Јован, но и на сите нас до денешен ден. А што е тоа? Тоа е дека секој од нас треба да го разбере повикот кој Бог му го дал, а тие не се многу, Бог не е нејасен во тие приказни, и да не се оптеретуваме со повикот на другите, а уште полошо не само за според да се оптеретуваме, туку многу често да посакуваме ние да имаме нешто што некој друг има, затоа што тоа на нас што ни е дадено е единствено од Бога дадено и треба да го направи. И ќе ви дадам еден пример. Пред едно 20 или 25 години е снимен еден филм за човек
кој за време на Втората светска војна ќе дозволи да се случи ужасна работа. Ќе го предаде својот најдобар пријател, нешто слично како Петар Исус. Страшно. И ќе го остави да го убијат затоа што тој на вистина се однесува кукавички се однесува. На крај и тој треба да биде убиен. Целата работа е така наместена, тој да излезе кукавица, а се едно да го убијат. Долга приказна, ќе ја скратам, преживува овој кукавица. Го наоѓаат во некој манастир и го спасуваат и после некое време решава човекот да стане монах. Тоа е најлошиот монах што можете да си го замислите во историјата на црквата. Со никој не ќе многу да разговара. На секој му кажува работи кои што не му станува добро во душата. Ич не му е добро во душата. Не се мие. Цел време валкан, спие во јаглен. И има дар. Кој да дојде кај него може да биде исцелен. Кој да дојде кај него може да му каже некоја тајна за неговото срце да се покае. И таму има неколку луѓе кои се начитани, научени, монаси по сите правила, на колена, молат, прават, што или друго. И нема дар. И еден од нив е полн со горчина. И Бог му вика, како е можно на овој таму, на таква кукавица да му дадеш таков дар, а види ме мене. Нема да ви го раскажам крајот, добро е да си го погледнете филмот, тоа е одлична работа да се размислува за сопствениот живот со една таква паралела. Но многу пати ние се наоѓаме себе си во улогата на тоа да посакуваме дарови од други луѓе и да мислиме дека нам ни припаѓаат подобро отколку на нив. Еве го примерот тука, личен, меѓу Петар и Јован. А инаку, на друго место, иако Библијата е полна со такви предупредувања, но има едно убаво место во 120-тиот, или зависи од кое издание читаме, во некој издание 119, во некој издание 120 псалм. Еве што вели тука, и тоа во Библијата пише убаво: молитва против озборување. Кон Господа повикав во потиштеноста своја и тој ме услиши. Господи, избави ја душата моја од лажлива уста и од измамнички јазик. Што ќе ти се даде и уште што ќе ти се направи лажлив јазику? Изострени стрели на силник, разгорени со пустински јаглен. Тешко мене што морам да живеам во Мешех, да престојувам во шаторите кидарски. Долго живееше душата моја со оние што го мразат мирот. Јас сум за мир, но што проговорам, тие се за војна. И ова е конкретно, да, може ли да се разбере директно овој стих последен во псалмот како за војна да станува збор, но проучувајќи го, а имам доста посветено време читајќи го овој псалм и размислувајќи за него, можам да ви кажам дека се работи всушност за баш така недоразбирања меѓу луѓето. Колку и човек да се обидува да им укаже дека се работи за Божиот повик, а не за надпревар, се едно, вика, луѓето не сакаат тоа во целост да го разберат. Значи, која би била примената од овој текст на споредба меѓу Петар и меѓу Јован? Се работи за следново. Посветеноста на нашиот собствен повик. На што Бог нас не повикува? На нашата одговорност. И се разбира кога Христос повикува врви по мене, има на неколку места во Новиот Завет кажува што? Земи го својот крст и тргни по мене. И секој има крст. Без да се прашаме каков е крстот на некој до нас. За жал, многу почесто, како што веќе кажав, ние сме повеќе заинтересирани за крстот на другите, за повикот на другите, и многу почесто се споредуваме, а некогаш дури и си завидуваме, и токму затоа и се озборуваме. Затоа што ни пречи дарот на другите. А тој дар не може да дојде од никој друг. Кога нас ни пречи дарот во животот на друг човек,
Дури ако тој човек, како овој монах, на нас лично не ни се допаѓа. Ама ако сме огорчени за тој дар, ние не сме огорчени за човекот, бидејќи тој дар не е од него. Знаеме чиф е, нели? Секогаш, кога сме огорчени на дарот на друг човек, ние сме огорчени против Бога. И сега е убаво да се ставиме во ситуација. Не дали комшијата, не знам кој, Петко или Трајко. Туку замислете сега вака. Да застане Коста, јас лично Коста Милков, и со цела моја горчина се свртам кон Бог и да кажам овие дарови што си ги дал, си сгрешил. Како си смеа? А тие не ни се дадени да се надпреваруваме со нив. На нас даровите ни се дадени да ги дадеме од срце, да бидат благослов на оние околу нас, па какви да се тие дарови? А сите се потребни. И во тие дарови можеме само себе си да се мериме, не со другите, туку со повикот кој Бог ни го дал. И можеме да се мериме, да се обидуваме, да размислуваме за мерката, колку сме дале и ништо повеќе. А не колку некој ни дал од неговите дарови. За жал, како Петар, многу пати и ние прашуваме, а што е со нив? Знаете онаа песна за Скопје, напишена од овој текстот е на Горан Стефановски. На Бога камења не сме фрлале. Многу често луѓето тоа ќе го кажат. Зошто ова мене ми се случува? Па на Бога камења не сум фрлал. Никој од нас не заслужува ништо добро. Се добро што добиваме доаѓа по Божјата благодат. И секоја благодат доаѓа и како одговорност. Колку, од друга страна, колку повеќе дар, колку во која било смисла, не ни е дадено да кажеме, како овој што рекол, сега ми се роди многу род, сега амбари ќе отворам и така. Прашањето е колку многу ќе благословам со дарот кој Бог ми го дал. И тоа е голема одговорност. Огромна одговорност, бидејќи таа мерките кои Бог ги дава не се мерат само со овие мерки на оваа земја. Туку тоа се мерки кои одат и продолжуваат во Царството Божјо. Прашањето не е дали сакаме да стигнеме некаде и дали сакаме да постигнеме нешто. Прашањето е каде Бог не сака и што тој сака да постигне преку нас. Тоа е главниот повик. И знам дека, например, во Македонија денеска, на оваа недела, голем дел од луѓето кои се нарекуваат христијани ќе го слават празникот Прочка. И ќе влезат во односи во кои што најчесто традицијата ќе им каже, помладите ќе отидат кај постарите, ќе им кажат простени, постарите ќе кажат простеновие 3 пати или така нешто, и со тоа ќе заврши и таа обврска. Но тоа не е поентата. Воопшто не е тоа поентата да се сведе на форма, да се сведе само на некакви начини, тоа да се определи. Младите со постарите, другото веќе не знаеме како точно треба да се одвива. Не. За вистинското проштевање да се случи, за вистинската заедница постојано да тече, не се работи дека сите сме совршени. Туку се работи за тоа дека секој од нас го разбрал повикот од Бога, го дава своето најдобро и копне да го види својот брат и својата сестра како се уште поблиску и уште поблиску, повеќе и повеќе приближени до нивниот Спасител. И сега во овој пример на директниот разговор меѓу Исус и Петар и индиректното споменување на евангелистот Јован, што не поучува Новиот Завет? Уште еднаш ќе кажам, не поучува да погледнеме на себе си и да кажеме, Боже, еве што си ми дал. Ова се работите што јас ги имам. Прашањето е, како јас сега овој дар ќе го споделам со другите? И како ќе влезам во овој повик на кој што ти мене си ме повикал?
Прашањето не е што другите и докаде и како, туку прашањето ќе биде следно. Како мојот дар, колку и да е мал, ќе им помогне на тие други да станат поблиску и да стигнат поблиску до тебе. И тоа е прашање за секој од нас, ама не за другите. Тоа е прашање индивидуално за секој од нас да го одговориме. Со доблесна заложба да придонесеме кон благосостојбата на другите. Меѓу другото, токму така, прочката или денот на тој начин и за замислен во историјата на црквата доаѓа од потребата дека треба да си простуваме едни на други. А тоа воопшто не значи дека треба да ги занемаруваме гревовите, особено на другите. Тоа не е поентата. Напротив, дури сме и повикани, како што е овој монах што го спомнав, да ги изобличиме некои луѓе во љубов и вистина, ако гледаме дека тргнале по пат кој што не е угоден на Бога. Не е тоа поентата. Поентата е од каде тргнуваме ние. Што ни е желбата? И дали се будиме и заспиваме не само со стравот што со мене, што со мојата најтесна семејство, туку дали се будиме и дали заспиваме со стравот, со треперењето, што со мојата заедница. Што со мојата црква? Што со луѓето околу мене кој Бог ми ги доведува во животот? Доста време имам посветено и добар дел од вас ќе знаат дека заедно со мојата сопруга Нада ние водиме еден институт кој се вика Балкански институт за вера и култура и една институција Метаноја во која што има издавачка куќа, литературно кафе и уметничка галерија. Долги години сум вовлечен во тоа и уживам во откривањето на сето она што Бог им го дал на некои луѓе да можат да го изразат креативно преку збор и преку слика. И еден од лицата кои што многу големо влијание имаат одиграно врз мене и човек кој чии што уметност исто така ме фасцинира постојано кога и да ја видам е Винсент Ван Гог. И Винсент Ван Гог живеел само 37 години. 37. Не се самоубил, има такви приказни, тоа е основната дека наводно се самоубил, но тоа не е точно. Денеска знаеме дека тоа е несреќен случај на две мали деца кои го имаат не сакајки за стрела. Но Винсент Ван Гог пред да стане сликар бил проповедник. Како мене. И многу се трудел да придонесе во црквата, меѓутоа токму заради тоа што толку многу сакал тој дар да го сподели на начин на кој што на црквата не ја одговарал, тој всушност морал да ја напушти својата служба. Но не ја напуштил своето разбирање на Божиот повик. И преку сликањето продолжил да изразува нешто многу длабоко. И затоа преку има 40 варијации на слики на добриот сејач, например. Ја знаете таа илустрација. Има исто така неколку фасцинантни представи на добриот самаријанин, на распетието и така натаму и така натаму. Покрај тоа, тој бил и начитан човек. И ги читал истите луѓе што ги читал Џон Весли. Значи, бил инспириран од една слична литература, од слични размисли, како и основоположникот на движењето на методизмот и методичната црква. И во тие 10 години има создадено 2000 дела. 1100 цртежи и 900 слики. Фасцинантна бројка. Но исто така никогаш не престанал да користи дарот на пишување, дури и на проповедање во самите своји записи. И ние тие ги имаме денеска затоа што ги зачувал неговиот брат Тео Ван Гог. Меѓу другото, има многу бисери да се исчитаат од писмата на Винсент Ван Гог. Но по ова прашање, по прашање на Божиот повик и прашањето а што ти е тоа тебе, сакам да ви прочитам една преубава изјава од овој ист автор кога му пишува
на својот брат Тео. Вели вака: вашиот повик е за она за што сте создадени да го правите на земјава, но со таква страст и со таков интензитет, што тоа дејство, кое да е, како да е, секогаш станува и се манифестира како духовен повик. Секогаш. Токму затоа, што овој човек не се обзрнувал како луѓето го гледаат, што му кажуваат во тие 10 години на неговото творештво, денеска го имаме тоа што го имаме како оставштина од него за целото човештво да се воодушевува на тоа што тој го има направено. Верата никогаш не го напуштил. Или тој никогаш не ја напуштил таа вера во Христос. И има неколку други места во кои што кога размислува за човекот, цело време размислува дека тој човек е создаден, дека е создаден на Божиот образ и дека ниту еден човек не би требало да заврши во земјата и на црвите, туку има нешто многу повозвишено на што Бог сите нас заедно не повикува. Значи денеска, кога дури и формално, барем во Македонија, можеби и пошироко, голем дел од луѓето ќе си бараат прошка и ќе си даваат прошка, ние да се сетиме дека не се работи за формата, туку се работи за суштината. За она на што Бог нас не повикува. А тоа е да се свртиме кон Христос и да кажеме, кога ќе ни каже врви по мене, да каже ќе врвам по тебе. Што е со другите? Нема да гледам што е со другите. Ако можам ќе им дадам рака да ги повлечам, да им помогнам, да ги подигнам. Ама другото не е моја работа. Тоа е Божја работа. И тогаш, верувајте ми, тогаш ќе можеме многу поедноставно да дадеме прошка на тој што е бара од нас, а исто така и да бараме прошка, бидејќи бидеме свесни дека ова не е за нас и не е од нас. Се е навистина од Бога. Нека Бог така и ни помогне денеска. Нека ние го слушнеме гласот на Исус Христос кој ќе ни каже врви по мене. И ние да сме поучени од Петар да не го поставиме следното прашање. А што е со овој? А што е со ова? Тоа е Божје прашање да се го одговори сам на секој поединечно. Наше е да одговориме на тој повик. Да му одговориме денеска. И да кажеме, додека сме живи, го имаме тој повик. И да го живееме тој повик. Со благослов преку кој што секој ќе сака да дознае повеќе кој е тој што не повикал, ако такви благодети луѓето имаат преку нас. Тогаш ние ќе можеме да им кажеме дека тој повик доаѓа од нашиот Господ, Богочовек, отелотворен и Спасител, Исцелител, Искупител, Исус Христос. Амин. Ќе ве замолам да станеме. Ќе се помолим. Небесен Татко, ние ги подигаме нашите раце кон Тебе и копнееме да ја разбереме Твојата волја. А уште повеќе од како сме ја разбрале, целосно да се посветиме во понизност и да ја извршиме. Јас те молам да ни простиш прво Ти и на тој начин, како што од Тебе бараме прошка, да бараме и едни од други и да даваме прошка едни на други. И на тој начин, Господе Боже, да останеме сведоштво додека Ти не се вратиш и додека не земеш од оваа земја. Во името на Исус Христос и силата и помазањето на Светиот Дух, Татко Небесен, слушни ја оваа молитва. Амин. Повелете, седнете, сега ќе испееме и последната песна. 186.
И кај Исуса сега е време и добар час. Покрај тебе во овој миг кани со нежен глас. Прекрасно ќе биде ден, гревот сосема ќе исчезне. Со Исус тогаш ќе бидеме заедно секогаш. И послушај го, подај му рака, прифати го. Сигурен тебе во животот, Исус останува. Прекрасно ќе биде ден, гревот сосема ќе исчезне. Со Исус тогаш ќе бидеме заедно секогаш. Време стекани со молбен глас, може да биде последен час. Верувајме, уми се, сега одлучи се. Прекрасно ќе биде ден, гревот сосема ќе исчезне. Со Исус тогаш ќе бидеме заедно секогаш. А сега верувам дека од детскиот час децата ќе имаат да ни кажат стихче. Па повелете. Амин. Бог нека и не нека, току Бог навистина ги љуби сите луѓе, особено радосните дарители, не љуби сите нас, затоа што се што имаме е Негово. И на тој начин да го даруваме од срце. А како последна песна денеска ќе испееме песната број 191, а ќе ги пееме првиот и последниот стих.
Отворај ти очи глас, ниту небесна светлина, Обрати се ти грешниче, од смрт спаси се. Зошто сега не? Зошто сега не? Ако некогаш, зашто сега не? Ако не дојдеш младоста, ќе биде доцна староста. Побрзај, не одлагај, сега спаси. Зошто сега не? Зошто сега не? Ако некогаш, зашто сега не? Амин. Како што доаѓаме до крајот на оваа богослужба, уште еднаш ќе ве замолам да станеме за да го слушнеме благословот. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Таткото и заедништвото на Светиот Дух да бидат со нас и за секогаш. Амин. Помелете, седнете. Нашиот брат Ѓорги има уште неколку информации кои се важни за сите вас да ги слушнете. Има